Од 17 јули ќе биде воспоставена авиолинијата Скопје-Доха, објавија од Министерството за транспорт и врски. Од Катар Ервејс денеска ја донеле одлуката и сега следува период за добивање на потребните дозволи за летање, соопшти ресорниот министер Мисајловски. Според него, на овој начин владата продолжува со залагањето на раст на бројот на превезени патници и авиооперации. Се работи за една глобална авиокомпанија која ќе понуди нови можности за сите македонски граѓани директни летови кон Блискиот Исток. Со ова се реализира уште едно наше залагање, а тоа е зголемување на бројот на достапни линии. Ќе останеме на истиот курс, со истата политика, а тоа е привлекување на нови авиокомпании што ќе понудат нови дестинации и секако со пристапни цени на билетите. Ланската година заврши со речиси 1,8 милиони превезени патници од двата македонски аеродроми. 10 години предходно на годишно ниво се превезуваа едва половина милион патници. Министерот Мисајловски ги потенцираше бројките. Што се однесува поединечно од Александар Велики во 2005-та, услугите ги користеле нешто над 520.000 патници. Позначително зголемување на патниците се забележува во 2013-та, кога бројката се доближи до 1 милион превезени патници. 2016-та од Скопскиот аеродром летале нешто над 1 милион и 650.000 патници. Растот на бројот на патници во истиот временски интервал е сличен и на аеродромот Свети Апостол Павле. Последниве неколку години авиособраќајот во Република Македонија постигна вистински напредок, како од аспект на бројот на патници, така и по бројот на нови дестинации. Минатата година ја завршивме со рекордни 1,8 милиони патници, што поминали с двата аеродроми, што представува трикратно зголемување споредбено со пред 10 години. Во однос на бројот на дестинациите, исто така постигнавме рекордна бројка на нови дестинации, сето тоа се поради политиките што ги спроведуваме во оваа дејност. Растот на бројот на превезени патници според надлежните се должи на владиното финансиско поддржување на развој на воздушниот сообраќај, велат од Министерството за транспорт и врски, и додаваа дека со тоа резултатот е видлив преку се поголемиот број на авиокомпании кои оперираат од двата аеродроми, а со тоа се добиваат и се поголем број на нови дестинации кои се на располагање на македонските граѓани. Пред 10 години од двата аеродроми во земјава се леташе до само 15 на дестинации. 2017-та Македонија преку авиоврска е поврзана со околу 40 дестинации.